Парите за велосипед ги потрошивме на инхалатор. Стават налепници на тешката индустрија. Четворица дневно умираат чекајќи чист воздух. Беа само дел од транспарентите кои група на незадоволни граѓани ги држаа на денешниот протестен марш за чист воздух и борба против аерозагадувањето, чија рута беше од собранието до владата на Република Македонија. Организаторите на протестот велат не се задоволни од работата и мерките кои ги преземала владеачката гарнитура и одговорноста ја лоцираа кон владата и собранието, односно како што велат, неспособноста на овие две институции. Тие особено потенцираат дека еден за прека 5 милиони евра за борба со загадувањето не се доволни и порачаа дека повеќе се исплаќаат пари за патни трошоци за пратениците, отколку за справување со овој сериозен проблем. Сега се наоѓаме моментално пред владата на Република Македонија, пред малку бевме пред собранието и таму ја гледаме вината, значи, во тие две институции како надлежни за справување со овој проблем. До сега не изнајдоа ни еден сходен начин да најдат решение на проблемов и ние сметаме дека се неспособни за да се справат со овој проблем. Учесниците на протестот алармираа дека високата концентрација на PM10 честички, измерена во последниот период, со што Скопје беше рангиран како најзагаден град во светот, предупредува дека ако не се превземе ништо, таа бројка ќе расте. Тие упатија и барање до владата за свикување на итна владина седница поради алармантната состојба со квалитетот на воздухот и вклучување експерти за решавање на проблемот. Сите ние и оние што ја креираат ова неспособна политика за решавање на проблемите и некој од нив само што изгледа тие се замаени од парите што ги зимаат, па не мислат на тоа, мислат дека до нив нема да дојде. Сега ние нит пари зимаме, нит воздух имаме. Па што да правиме ние? Нас ке не стрефи и нема да имаме пари ни да си ги лечиме децата. На протестот говореа и загрижени граѓани. Дел од нив побараа оставка од министрите кои се надлежни за овој ресор. Каде е вашата соработка, почитувани пратеници и раководители на министерства? Да седнете на заедничка маса и да си дадете некоја критика, дека не грижата за животната средина повлекува недостаток на лекови и одлив на буџетот во набавка на истите. Веднаш треба да се решат проблемите. Пари има, само нема желба. Овие господава во собранието и во владата само личните интереси, ако може што повише да го оплячкаат народот. Тие луѓе посиромашни што немаат дрва да горат, да ги помогнат со некоја паричка за да може да си земат и да немаме загадено, ако е тоа загадувањето, само тоа е лага. Иницијаторите оставија можност ваков протест да се одржи и идната сабота.